Дистрикт Цивил прес студио интервју на Зоран Иванов со Јован Близнаковски. Јован Близнаковски е тука во Дистрикт пред камерите на студиото на Цивил прес студио. Затоа барем визуелно, само малку ќе се стрпите, нема потреба посебно да ја представувам неговата возраст, ќе го сторат тоа телевизиските камери, но јас ќе додадам дека веќе е доктор по политички науки, истражувач, аналитичар и актуелен асистент по политички науки на Институтот за социолошки, политички и правни истражувања при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, со искуство на програмски директор на Институтот за демократија во Скопје. И да посочам дека докторската дисертација ја брани и ја одбранува на политичките студии на Универзитетот во Милано, Италија. Темите на неговата сегашна теориска, но и практична преокупација се фокусирани повеќе на општествено-политичките појави, кај нас се разбира главно, но денеска со него на две теми посебно: политичкиот клиентелизам и партиските војници. Секако во овој дистрикт и за уште по нешто. Јован Близнаковски, добре дојдовте во Дистрикт на Цивил прес студио. Ајде на почетокот збор два за вас. Кој сте, што сте, од каде сте, зошто токму на овие научни дисциплини? Ви благодарам најпрво за поканата. Значи, како што кажавте, јас сум политиколог. Моментално работам на Универзитетот Кирил и Методи, таму сум доцент по политички науки. Во минатото имам работено во македонскиот невладен сектор, пред се со Институтот за демократија Societas Civilis, која е една популарна организација кај нас, што прави различни видови на истражувања. Оваа недела бевме актуелни со последното истражување што го работевме, тоа беше за побарувачката на популизам меѓу населението. Тоа е една од темите кои што ги работам во последно време. А исто така... Ке прекинам, побарувачка на популизам. Да. Прв пат го слушам терминот, морам да признам. Ке го објасните подоцна. Одлично, да, може да се навратиме подоцна. Значи, каде застанав, како што кажав, имам докторат од Универзитетот во Милано, одбранет неодамна пред година и пол од прилика, а пред тоа магистратура од Универзитетот на Љубљана, додипломски студии тука во Скопје, секогаш по политички науки. Главно ме интересирале следниве појави: зашто луѓето гласаат и на кој начин гласаат, како решаваат за кого да гласаат. Тоа може да се рече дека е некој зошто гласаат во смисла кој им е мотивот? Да. Кој им е мотивот да гласаат и понатака кој им е мотивот да гласаат за конкретна политичка партија или кандидат. Тоа е особено широко поле на истражување во светски рамки во компаративната политика. Сега една од работите заради кои што луѓето гласаат кај нас се клиентелистичките врски. Што значи тоа? Значи дека луѓето добиваат некаков материјален бенефит за да гласаат за политичка партија. Да оставиме за малку подолу. Следно луѓе гласаат и заради популизмот, па некако така овие теми се поврзуваат, меѓутоа што сакате понатака можеме да се секако да се надоврземе. Па еве да одиме поред со темите. Јас овде нешто сум запишал како хронологија, како подсетник. Не е лесно да се разговара со научник, поготово на вакви широки општествени неекзактни теми. Мислам дека и не мора да биде тешко. Можам ли така да се изразам? Да. Вашата стручна и научна прекупација, политичарите, изборите и девијациите во плуралните изборни процеси во регионот и кај нас. Вие кажавте зошто токму. Кои се формите на тој изборен пазар? Кој продава, кој купува гласови? Ајде директно највулгарно. Може ли да се каже дека е пазар практично? Да, е некаков... И може ли да дополниме дека е црн пазар? Е некаков вид на пазар и тука тој термин побарувачка и понуда што ги спомнавме претходно доаѓаат во врска со сето. Тоа му доаѓа некако како пазарна политичка економија, да вулгаризирам, и како црн пазар. Апсолутно црн пазар, затоа што подкупот на избори е секако нелегален, тоа го знаеме сите добро. Значи, прашувате кој продава, кој купува гласови. Можам да зборувам широко, значи, за сите земји од Западен Балкан, затоа што моето истражување таму не е само во Македонија. И од тоа што можам јас да го заклучам и што е општо познато, купуваат гласови сите политички партии. Односно, сите политички партии што имаат некакви ресурси да го направат тоа. Тоа значи најголемите политички партии во регионот без исклучок купуваат гласови. Не би можело да се каже дека таа партија го прави тоа, а некоја друга не го прави. Разликата е само во
некоја честота колку тоа го прават. Некои партии повеќе прибегнуваат кон тој метод, секако согласно со ресурсите кои ги имаат и тие не би можеле да купуваат доколку немаат некои ресурси. По логика тие што се на власт имаат повеќе ресурси. Апсолутно по чиста логика. Тие партии што се на власт во нашето општество овде на Балканот завршуваат така да се трудат додека се на власт да накалемат што повеќе ресурси, што би се рекло народски, да се збогатат, да ја наполнат партијата со пари. Тие пари понатака јас еве сум 100 години веќе, низ мал милион изборни процеси во плурализмот натаму, мене се уште никој не ми понудил да ми плати за гласот. Која е целната група? Целната група која станува збор за плаќање на гласови, се почесто посиромашните сегменти на населението. Тоа е од кај нас имаме податок дека еден глас се движи од 1000 до 1500 денари. Ако не се лажам, на последните локални избори имавме баш таков скандал каде што полицијата отвори истрага против членови на политичка партија кои што нуделе во градче Нова Македонија 1500 денари. Иако е нелегално, цената е мизерно ниска, сепак не се. Затоа велам, тие 1500 денари или 1000 денари, некоја сме имали податоци дека биле и 500 и 600, навистина зависи, се поатрактивни за посиромашните слоеви во населението. Например, средната класа не би имала сврха од тие 1500 денари, меѓутоа средната класа ќе се задоволи, односно припадници на средната класа би се задоволиле со вработување, побогатите би се задоволиле со некој тендер, што значи за кога станува збор за клиентелизмот, секој има некаква цена. Значи, буквално купувањето на гласови се случува само кај посиромашните, а одиме со овие поатрактивни бенефиции, како вработувања, тендери, разни услуги во врска со државните органи, што партиите може да ги завршат за потенцијалниот клиент. Така да правиме разлика и меѓу овие различни видови на гласачи клиенти. Добро, Западен Балкан, генерално Македонија, секако е добро тло за ваква трговија. Не се случува тоа во една Германија, не верувам во Данска, Холандија. Кои се инструментите за контрола? Моментално не се случува во овие земји од Западна Европа што ги наведовте, меѓутоа треба да се земе предвид дека во големи демократии и стари демократии како Соединетите Американски држави, Британија, па дури и Германија пред 100 и нешто повеќе години имало клиентелизам како што има кај нас. Познати се тие приказни од Соединетите Американски држави кај што луѓе буквално пред избирачките места доделувале пари, клиентот се потпишувал дека ќе наистина ќе гласа, одел и гласал и така завршувале. Добро, што им се случило во меѓувреме да го елиминираат тоа? Како ние да дојдеме до тоа? Има повеќе предпоставки во науката, една што е најактуелна, што повеќе луѓе ја поддржуваат, е дека едноставно клиентелистичките бенефиции, како некои пари за глас и така натака, станале неатрактивни за населението, што се случило, населението се збогатило повеќе отколку што можеле партиите да одделуваат бенефиции за тоа и во даден момент целиот клиентелизам станува и како да кажам, станува неефективен за партиите. Едноставно кошта многу, добиваат малку гласови и ова е барем аргументот што се користи во наука зашто во Соединетите Американски држави. Што велат вашите истражувања конкретно за Македонија од пред некој период, да кажеме, не знам, 10 години, ако сте ги следеле процесите, предпоставувам, во тие научни истражувања до денес, има ли некои промени на подобро во смисла на елиминација на овие процеси, на овие појави? Јас не би рекол дека имаме елиминација. Моето вака чувство и со повеќе луѓе со кои што разговараме на овие теми го делиме, имаме впечаток дека како почнува мултипартизмот од 90-тите па натака, оваа појава само се зголемува. И конкретно во нашата држава дефинитивно доживеа некоја кулминација со владењето на ВМРО ДПМН на Никола Груевски. Тогаш имаме многу податоци што ни укажуваат дека изборниот клиентелизам и партискиот клиентелизам, па и економскиот клиентелизам према компаниите, па дури и медиумите, во тој период беше најсилен. Со доаѓање низ кои форми тоа владење што и меѓународната заедница во некои извешти и Европската комисија го нарекуваше режим, низ кои форми е таа купопродажба во тој период? Значи, главната форма беше вработувањето на своји луѓе, на лојалисти, на луѓе што се од партијата, низ разни државни институции. Тоа имаше најголем опсек. Второ, нешто поголемина, јас би рекол дека е веќе продажбата на гласови, ма пак тоа е нешто друго. Тука и кога спомнавте веќе партија, тука дуи не може да се амнестира во квантумот, претпоставам, бидејќи еден куп луѓе седеа дома,
легално па примаја плата. И тоа може ли да се сведе под некаков клиентелизам? Апсолутно, значи вие имате во нашите институции денеска луѓе за кои што нема просторни услови, а тие се вработени, па логичното прашање е зошто би вработиле некоја, немате ни услови ни каде да седат тие. Добро, можеби тој и одговорот е прилично едноставен. Да, но тој потек можеби беше за да се нивелира она процентот како уставна категорија на вработеност по етничка линија. Па, дури и да е така, јас не би се согласил дека тоа е оправдано никако. Мислам, не можеме апсолутно да дојдеме во таа ситуација и дури проценти да би нивелирале, меѓутоа колку што знам веќе со години стоиме добро на тие проценти и немаме некој особен проблем, а да имате луѓе што буквално го цицаат буџетот, а не даваат ништо за возврат, мислам дека тоа ни една нормална држава не смее да си го дозволи никако. И како што кажав, значи сите партии се вмешани во ова. Не сакав намерно да именувам, меѓутоа фактот што го спомна ВМРО, зашто тогаш знаевме, веќе се беше отворено. Се смени власта понатака, се изгради некој тие клиентелистички. Ми го земате прашањето, последниве 4-5 години има ли некој пат барем? И кај едните и кај другите? Впечаток имавме на почеток дека можеби паѓаат работите во оваа смисла, меѓутоа мислам дека со последниве избори не треба да го мислам очигледно е дека сите работи продолжуваат. На кои мислите последни на локалните? На последните на локалните избори. Што се случуваше? Па имавме за разлика од претходните два изборни циклуси, нели имавме парламентарни, а пред тоа председателски, имавме полоши оценки од меѓународните наблюдувачи. Значи имавме навистина повеќе регистрирани обиди за купување и продавање гласови, имавме обиди за заплашување на гласачи во поголем обем од претходните изборни циклуси. И мислам дека таа цела атмосфера, поларизираност, таа тензија од аспект кој ќе победи го направи ова партиите што повеќе да прибегнат конкретно за овие избори кон овие форми на Близнаковски, можно ли е овие појави за кои сега вие зборувате да се демотивирачки фактор луѓето да излегуваат на избори, бидејќи тоа е ваша научна област? Излезноста или излезеноста, како некој ја нарекува? Може да бидат демотивирачки за оние што не се внатре во играта. За оние што очекуваат дека со своето учество на избори ќе добијат нешто, за нив овие работи се апсолутно мотивирачки. Предизборните анкети, се извинувам, покажуваа дека не покажуваа дека ќе биде толку драстично мала излезноста на граѓаните за овие локални избори. Може би анкетите не покажувале, ама имаме тренд од кога е корона кризата, апсолутно видливо е тоа, имаме помала излезност во сите изборни циклуси што ги имавме во рамки на корона криза, што ако не се лажам, да, тоа се вкупно 2 на куп. Локалните избори секогаш биле и пониски нешто во излезност. Знам дека за овие имаме 15% помала излезност од последните тие претходните во 2017. Таа падната е работата, меѓутоа тоа може да се доведе во поврзаност со локалните би требало да бидат поголем мотив за граѓаните да излезат да си го следат со качето градинката, училиштето. Па теоретски да, ама ако ја следевте кампањата, верувам сте ја следеле, видовте дека локални проблеми имавме многу малку и овие локални избори повторно беа за големите национални прашања. Имаше нешто и од локални теми, главно во градот Скопје, меѓутоа тоа што јас можам да го проследам. Кампањите ги водеа практично лидерите на партиите, а не кандидатите за градоначалници, советници. Да, и кампањата не изгледа како е за локални избори. И сега може ли да го употребиме најслободно терминот дека ова што ни се случува и кај нас и во регионот, ќе ни кажете подоцна некои податоци за да видиме каде сме во однос на Србија, Црна Гора, не знам, можеби Босна, Херцеговина, Албанија, Косово и така натаму. Може ли ова да го сведеме под поимот корупција? Да, апсолутно. Класична. Да, секогаш кога имате каква било злоупотреба на јавната функција, па и некои луѓе одат и понатаму злоупотреба на општествената функција. Партиите, политичките партии имаат некоја општествена функција и секогаш кога злоупотребуваат во оваа насока, да, тоа е некаков вид на корупција. Инаку во наука ние корупција и клиентелизам ги делиме, меѓутоа фактот што клиентелизам има таква една сива зона го прави може да стане дел од тој корпус на разни коруптивни активности што ги имаме, меѓу кои влагаат и митата, и наместените тендери, и нелегалното финансирање на политичките партии и се друго. Добро, ако е така, а така е, веројатно што вие како доктор по овие науки го тврдите и теоријата и истражувањата и така натаму, тоа значи дека коренот на корупцијата воопшто и на политичката и на секоја друга, спомнавте мито, корупција и така натаму, не спомнавте тендери, но претпоставам се е тука тој клиентелизам класично,
практично промотор на корупцијата кај нас еве во Македонија се политичките партии. И тие за жал што се на власт и тие што се во опозиција држи, да, се додека партиите и нивните официјални лица, нивните лидери прибегнуваат кон вакви работи, додека нема јасна осуда. Пак ќе се наврадам на изборите, повеќе истраги беа отворени за ова купување на гласови и заплашување на гласачи. Ние немавме ни еден лидер на политичка партија да излезе да ги осуди тие појави. Никогаш не сме ни имале. Значи, се додека лидерите и партиите пребегнуваат кон ова, да, ние ќе имаме корупција. Партиите се голем фактор во сето ова. Има дебата во науката колку и граѓаните се фактор, пошто некојаш и граѓаните калкулираат дека е подобро јас да потплатам отколку да чекам, што може да биде сосема нормално. Меѓутоа, таа бариера што самите партии, самите институции креираат, па да мора тоа потплаќање да се случи, некако ги става како најодговорни за оваа ситуација. Мислам дека тука не треба да имаме апсолутно никакви дилеми. Добро, но закон има секаде. Ефектите? Едно е да имате закони, друго е да ги спроведувате законите. Ние овде за нас знаеме да кажеме, има една изрека дека имаме фантастични закони на ниво на Германија или не знам, на некоја од постариве демократии, меѓутоа дека кај нас не се применува. Да, имаме многу лоша имплементација на закони. Тоа може да се види на повеќе нивоа и мислам дека граѓаните се свесни за тоа. Така да не е проблемот со тоа што е напишано во законот, него е проблемот што правиме после, во имплементирањето на таа политика, а кај нас на тоа се посветува многу малку внимание. Често се носат закони, не се ни предвидува како ќе се остварат, например, едно скорешно истражување наоѓа дека македонската антикорупцијска политика е финансирана многу малку и се ни очекуваме резултати во борбата против корупција, а сите антикорупцијски институции немаат ниту доволно персонал, ниту доволно стручност, ниту опрема. Ова влада нешто и министер задолжи од своите редови за борба со корупцијата, но каков ефект тоа би имало ако констатираме дека самите партии се практично коруптивни во однос на изборните процеси? Па да, ефектот е навистина, мислам, тешко е да се направи некој ефект на тој начин. Ефект би можело да се направи тоа во сите земји одело на следниот начин. Ги зајакнувате независните институции. Значи не може тоа да го направи партијата, ниту официјално лице на партијата. Мора да ги зајакнете независните институции, да внесете пари во нив и луѓе што знаат што прават, тоа значи, само тогаш имаме партиите резултат. Тоа треба да го дозволат на институциите. Да, апсолутно треба тоа да ги дадат народните буџетските пари и да се повлечат назад, да си ги остават институциите и да ги контролираат. Да, така е, меѓутоа гледаме дека тоа е неверојатно тешко. Ајде вака сега, малку сум разочаран, морам да кажам, читајќи и подготвувајќи се за овој денешен наш разговор, за ова интервју со вас, некои ваши истражувања, каде што правите компарација меѓу цената на гласот во регионов. Јас само ќе подсетам, разочаран сум рекол затоа што овде најефтин е гласот, па сакам да прашам дали е куповната моќ најниска овде или нашите политички партии се најсиромашни. Вели вака податоците од кај вас истргнати. Се движат од 22,5 во Црна Гора до 7,4% во Македонија. Од тука моето прашање, ние сме, црногорците се толку побогати или бараат повеќе пари за глас, ние сме поскромни, па можеме и поевтино да поминеме. Значи, вака се, ова што го малку прочитавте... карикирам, но бројкиве се навистина исклучиво фрапантни во однос на диапазонот економски. Вие што ги прочитавте сега се проценти практично, ова беше анкета што беше правена во регионот на 6.000 и повеќе испитаници, значи на сите 6 земји во регионот. Тоа е меѓународен проект? Да, меѓународен проект е што ги истражуваше сите форми на неформалноста на Балканот, значи политичка, економска и во рамки на граѓанското општество. Сега клиентелизмот и овие појави се дел од таа политичка неформалност. Овие бројки што ги прочитавте беа на прашање, значи беа прашани испитаниците отворено, дали некогаш би било понудено нешто во замена за глас, значи некој материјален бенефит. И во Црна Гора добивме таква фрапантна бројка од 22% од населението велат да, значи буквално секој пети човек. Кај нас добивме пониска бројка од 7,5%, во Албанија добивме 21 и така натака да не ги редам сите. Меѓутоа ова е само една форма на клиентелизам како што кажував претходно. Во Црна Гора почесто се купуваат гласови отколку во Македонија. И се ова малце делува збунувачки,
Меѓутоа имавме уште едно прашање кај што ги прашувавме луѓето дали оделе по партиите и барале некогаш услуги како вработување и така натака. Тука Македонија изби на прво место. Самите гласачи. Да, самите гласачи. Тука Македонија изби на прво место. Ние тропаме на партиските врати, сакате глас, дајте ми услуга. Значи кај нас некои 16% од испитаниците кажаа дека го прават тоа, за споредба во Црна Гора река околу 10%, ако добро се сеќаваме. Сега 16% ќе речете ниска бројка е таа, ама замислете толкав голем дел од гласачкото тело да вие. Околу вицевите црногорците може не им се работи многу, нели? Па не тропат многу по работа. Фрапантно е што македонските граѓани тропат на вратите на политичките партии и отворено бараат услуги. Да, фрапантно е секако, меѓутоа од друга страна и некогаш не може да ги окривите граѓаните. Знаете па колку е тешко, колку овде тешко се добиваат некои работи. Сите знаеме некоја приказна за човек што морал да оди на лекар и не можел да заврши работи. Кога станува некогаш збор за вакви живот или смрт ситуации, луѓето некогаш прибегнуваат и кон ова и затоа е малку тешко е да се даде директна осуда, меѓутоа овој податок повеќе ни кажува дека партиите ги имаат сите приоди затворено, мора да се помине преку нив за да се стигне до нешто. Сега сакам само на цената да се навратам, пошто од таму почнавме. Значи ова беа податоци од анкетата. Имаме јавни податоци за Црна Гора дека цената на гласот одела таму до 50 евра. Имаме и за Босна еден многу интересен податок од некаде 2013-14, каде што во едно градче во Босна група луѓе протестираат откако една партија им ветува 50 евра за глас, они одат гласаат, па не им исплаќаат. И се организира јавен протест. Или колку е нормализирано. Тоа е тема за добар документарец. Сега кај нас тоа што го знаеме јавно, значи ова е многу тешко да се определи, тоа што го знаеме јавно е дека гласот се движал така, имало примери за глас од 10 евра, 600 денари, 1000 денари до некаде 1500 денари. Меѓутоа само мене главниот впечаток ми е дека кај нас тоа се случува поретко отколку партиското вработување. Доктор Близнаковски, ова кога зборуваме за кеш пари. Да, зборуваме за кеш пари. Овие приказни медиумски или власт опозиција обвинувања вреќи брашно, зејти, не знам, и така натаму, и тоа функционира. Да, тоа постои апсолутно. Тоа постои апсолутно. Јас во моите интервјуа добивав интересни, ми кажуваа луѓето за интересни подароци што го и добивале од партии, дури сакси и не знам нешто за во дворот што ќе ви треба, значи партиите се буквално спремни да донесат што год гласачот сака за да го добијат тој глас или гласовите на целата фамилија. Добро, ги следите извештаите на меѓународните набљудувачи, ОПСЕ и другите, па и невладиниот сектор, вклучително и цивил. Нели новиот локални имаше широка мрежа на набљудувачи кои регистрира многу неправилности. Може би тешко може да се откријат на денот на гласањето тие коруптивни појави. Што велат странскиве набљудувачи и нивните извештаи? Странските набљудувачи редовно евидентираат овие појави што ги зборуваме, купување на гласови, заплашување на гласачи, притисок врз медиумите, притисок врз луѓето што работат во јавниот сектор и така натака. Ова редовно се евидентира. Некогаш се оди во детали, они извештаи имаат фуснота, па се објаснува. Во таа и таа општина денеска се случило тоа, на тој ден се случило тоа. Значи, тие ги евидентираат овие работи. Често решаваат и дали информацијата што ја добиле, дека зборуваме за подкуп на глас, тоа некогаш може да биде нејасно, па они малку ќе се потрудат да утврдат дали информацијата е кредибилна, па во извештајот ОПСЕ ОДИХР секогаш пишуваат добивме кредибилни информации дека таму и таму имало подкупување на гласови. Значи они го следат сето ова, тоа влегува во извештаите, меѓутоа освен тоа и не можат нешто повеќе да направат. Се останува на нас. На времето поради некои кршења кутии на изборни места, некои заглавија во затвор со судски пресуди, но за вакви појави јас не сеќавам да имало некоја судска постапка. Имаше неколку пресуди кај последните парламентарни, предходно на локалните, имаше нешто вака се случи. За кеш, за подкуп? Да, баш за кеш и од таму некои од тие информации дека гласот, дека се исплатило 1200-1500 денари, тоа е утврдено судски. Во познатите бомби што СДСМ и премиерот се уште актуелен Заев ги објави на времето, таму слушнавме и за исклучување лифтови, струја, не знам за друг тип на притисоци за кои гласачите не се свесни дека имаат, но им се невозможува да излезат на гласање. Тоа исто така може да се сведе во овие рамки за кои сега зборуваме. Па сега да ви или тоа се друг вид
Да, бандитски притисоци. Тоа се притисоци врз гласачите на избори. Јас тоа го кажам само да лоцирам дека многу работи нас не се случуваат бидејќи генерираат од самите политички партии, од нивните врвови и се пренесуваат на теренот, на општеството и на институциите во крајна линија и затоа сме таму каде што сме. Да, за тоа сме согласни. Значи, еве да исклучите лифт за да не излезе гласачот, вие креирате препрека за гласачот да учествува на избори. Партијата ги исклучила тие конкретни лифтови во тие згради зашто утврдила дека во тие згради нема поддршка ради која било причина. И да, тоа се трикови изборни што се у некоја сива зона, можеби не е комплетно нелегално, меѓутоа апсолутно не е во ред. Но кога испитувате, кога истражувате вака на терен, допирате ли до самиот избор, до генеричкиот проблем, тоа се политичките партии, тропате ли на нивни врати, барате ли одговори за овие прашања? Или ги избегнувате? Не, вака само отребини ги набитувате? Секојаш сакаме да зборуваме со партиите, меѓутоа со нив е потешко. Овие работи што ги зборуваме не се зборуваат секогаш отворено. Додуша, јас сум имал и некои интервјуа, можеби повеќе надвор од земјата во регионот, кај што луѓето поотворено зборувале со мене, зашто знаеле дека не сум дел од таа сцена таму и разговарале поотворено. Па сум дознал и од самите партии како калкулираат, кој решаваат да подкупат, кој да го притиснат, затоа што и они размислуваат. Тој човек како работи во државниот сектор, подобро е да го притиснам сега. Некој што е сиромашен, подобро е да му дадам нешто ситно што сака. И они размислуваат на овие работи и имаат калкулации. Во вашите истражувања забележав дека имате и компарации со азијски земји, со јужноамерикански земји и ние горе-доле тука сме некаде. Далеко сме од Европа. Да. Кога велам Европа, мислам на Унијата и на кај нас политичката сцена често личи повеќе на сцената што е, да речеме, во Јужна Америка, можеби во Југоисточна Азија, од причина затоа што и таму има многу клиентелизам и тоа се во глобални рамки се регионите што се најистражувани, што се однесува до клиентелизмот. Балканот е некако понова, како да кажам, по-нов регион, некој кој што влегува. А овие ваши истражувања наоѓаат ли место во тие глобални извештаи? Да, апсолутно да. Јас сум особено задоволен затоа што имав комуникација со научници, луѓе што работат на овие теми со години и кај нив во однос на Балканот им се виде интересни многу работи, им се виде интересно што кај нас го имала партиско вработување што е атрактивно за средната класа. Тоа го немате толку многу во Јужна Америка, повеќе подкупот на гласови е таму по заставен. Така. Па овие мали разлики нас како научници се плашам дека доктор Близнаковски политичките партии ќе ве обвинат за непатриотизам, ако овие податоци нели на глобално ниво ги презентирате. Се разбира, се шегува малку кога зборуваме за родолюбие и за патриотизам, веројатно треба самите да се запрашаат за своите постапки партиите. Партиски војник е втората тема за која сакавме да зборуваме. Веројатно тие војници во наводници или без наводници веќе се промотори во практична реализација на овие изборни корупции. Апсолутно да, И што е партиски војник? Тоа е пред се народски. Што вели науката? Тоа е пред се народски израз и произлезе од еден проект кај што се обидувавме да ги категоризираме неформалните пракси и за секоја неформална пракса се бараше некој име што е опфатено меѓу населението, што е нашироко користено. И кај нас ни се виде интересно дека и не само кај нас, туку и во другиве земји од Балканот кај што се зборува словенски некој јазик, значи во Србија, Босна, Хрватска, ги имаме овие партиски војници, партиски војники. И како изгледа еден лик партиски војник? Тој изгледа вака. Нема униформа, нема оружје? Не, апсолутно нема оружје, меѓутоа се смета за војник затоа што е спремен да направи се или практично се за партијата. Во теорија, значи, тоа би биле луѓе што добиваат некаква бенефиција клиентелистичка, најчесто се вработување или овие поголемите бенефиции. Меѓутоа голем дел од своето време посветуваат на работа за партијата. Така имате многу посветеност кон партијата или клиентелизмот ги прави партиски војници, потребата да добијат нешто или се како фудбалски навијачи едноставно навиваат за својот тим. Самите партии имаат потреба од луѓе што ќе работат за партиите. Ќе дојдат избори, вие треба да организирате настани, треба да се оди од врата до врата, да се агитираат луѓе и така натака, и вие имате потреба од овие луѓе што ќе бидат цело време околу вас.
Како ви е најлесно да ги придобиете со преку овие бенефиции. И гледате многу луѓе што се растрчани со партиска работа, некои на пример работат и во јавен сектор, пак да се навратиме на тоа од почетокот, не одат на работа, покриени се парично преку буџетски пари, а за возврат за тоа работат тече, со партијата. а на терен работат за партијата. За партијата. И мислам сите знаеме некаква приказна, верувам и дека вие сте сретнале некојаш. И тоа подразбираме под партиски војник. Значи луѓе што буквално работат за партиите во замена за клиентелистички бенефиции. Така. Има уште многу муабет на овие теми и ова ваше сознание што се дел од вашата и научна преокупација. Но јас сакам да искористиме последните 2-3 минути околу едно последно испитување, дали ово од Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања, не знам, ќе ме коригирате, каде што околу ковидот, ако е точна бројката, близу 65% македонски граѓани не веруваат дека тоа е вештачка творба и уште 45% или 60% можеби пак, ќе ме коригирате, веруваат дека со светот, па и со нас овде на ова балканско мало парче земја, управуваат некои мистериозни светски богати фамилии, масонски ложи и така натаму. Што зборува тоа за како одглас од ова научно истражување за тоа какво општество сме ние? Само ќе морам да ви коригирам истражувањето од Институтот за демократија и Председателскиот центар за политичко образование. Тоа беше направено во соработка со нив и тука Седно истражувањата се правени по методологија што е адекватна на потребите на истражувањето, врз научна база. Тука една од сегментите на истражувањето, освен другите нешта, беше и што сакавме да видиме колку луѓето се подложни на теории на заговори. Вие кажавте само две од тие. Едната е баш класичната, дека светот, сите светски настани се контролирани од неколку мокни семејства и луѓе, а вторава е за нели некое негирање на ковид. Прашањето беше поточно вака, беа прашани граѓаните дали веруваат дека ковид е излезен од лабораторија и со цел да се контролираат луѓето, и тука го имавме тој процент од 60 и нешто проценти. Добро, наспати овој голем процент, што вели доктор Близнаковски како научник? Значи јас можам да анализирам таа појава зашто луѓето не веруваат. И мислам дека е многу логично, преплавени сме со куп вести, луѓето имаат тешкотија веќе да следат сите вести што ги добиваат. Дел од луѓето тука имаат и проблеми со критичко размислување, едноставно све што ќе прочитаат им влегува во уво и го восприемаат како факт. Ако нема доверба за што ја посветивме оваа емисија, овој дистрикт, во политичките партии, нема доверба во институциите, нема доверба во медицината, воопшто во науката се нема веќе доверба. Да, се нема доверба. Се нема доверба. Ете, и кога ќе излезе министер за здравство и ќе рече ова е причината, луѓето едноставно не веруваат. Сега колку можеме тука да ги окривиме гледајќи како се однесуваат. Тоа не е карактеристично само за нас овде во Македонија. Апсолутно, моментално за целиот свет е карактеристично, со тоа што кај нас овие податоци кога ќе се стават компаративно излегува дека голем дел од популацијата е подложна на теории на заговор. Значи поголем дел отколку што е тоа случај на пример во Западна Европа каде што се стремиме. Да, значи... Добро, ама јас сакам сега да го завртам кругот на темава за која зборувавме избори. Тоа значи, ние вака како граѓани со ваков ментален склоп избираме и власт, и после власта си владее, нели, со нас. Толку ли сме критични? Може ли тука да го затвориме тој круг и да кажеме да ние не сме подготвени за овој тип на управување на парламентарна демократија, бидејќи ние не можеме да процениме што е што. Или малку вулгаризирам. Не би одел толку далеку. Мислам дека не може да се каже дека не сме подготвени. Меѓутоа дека парламентарната демократија кај нас има големи слабости и дека ќе треба уште да учиме во иднина, апсолутно тоа ќе биде така. Меѓутоа дека не сме подготвени, дека заради тоа треба да ја отфрлиме, со тоа не би се согласил апсолутно. Но да, има период на учење, има уште многу да се направи. Убаво е еден научник тоа да се слушне оптимистички. Доктор Јован Близнаковски, каде натаму со кариерата, плановите, науки им, овде во Скопје, во Европа некаде, во Соединетите држави? Ете, во моментот сум науки ми
во моментов светската наука е толку поврзана, ако работите во Скопје може да комуницирате со луѓе од секаде во светот, зависи која ви е темата и полето на истражување. Така да моја лична амбиција би било што би продуцирал во наука да влезам, да дискутирам со луѓето што водечки го прават тоа во светот. Значи буквално да се влезе во главните дебати. Земјава малку одвојува за наука од буџетот. Јас затоа прашувам каде вие како млад научник, доктор на науки со 2 магистратури се гледате себе во иднина. Може ли Македонија да ви пружи тоа што вие можете да дадете и на Македонија и воопшто на меѓународната наука, или сепак ви е потребно некоја институти на некои поразвиени земји на Запад во Америка? Значи, како што кажавте, да, средства не се издвојуваат. Опција за човек што би сакал да работи наука е да си најде сам средства преку проекти, најчесто финансирани од странски фондации, тоа не е невозможно. И така успеваме, барем луѓето што работат во оваа средина, почесто така успеваат да дојдат до некои средства и да направат некои квалитетни. Ако добро ве разбирам, физички сепак останувате и натаму засега барем во Скопје. Па не, да, мислам засега во догледна иднина, иако не сум се врзувал никогаш со толку многу со планови. 2 пати сум заминувал за школување, односно 3 пати сум одел, секогаш сум се враќал. Има смисла за научник да оди и надвор нешто да работи, апсолутно, меѓутоа дека се гледам исклучено држава и да напуштам, не го гледам тоа во блиска иднина воопшто. Дистрикт Цивил прес студио, доктор Јован Близнаковски, ви благодарам. Ви благодарам и вас.